Драги ученици, ако добро ги увежбавте знаењата за пресметување обиколка или периметар, секако нема да ви биде тешко процесот на пресметување да го разгледаме реверзибилно, односно да се вратиме назад од дадена пресметана обиколка и да ја најдеме должината на една од страните на равнинската фигура. Погледнете како тоа ќе го направиме во продолжение. Тука како модели имаме квадрат и рамностран триаголник и она што е заедничко за овие две рамнински фигури е тоа што страните и кај двете фигури се еднакви по должина. Односно, ако кај квадратот ова е страната А, односно должината ја обележиме со буквата А, тогаш сите останати страни исто така ќе ги обележиме со истата буква, бидејќи се со еднаква должина. Истото важи и за триаголникот. Ако ова е страната А, односно должината ја обележиме со буквата А, тогаш и останатите две страни ќе ги обележиме со истата буква, бидејќи се со еднаква должина. Да се подсетиме како се пресметуваше периметарот или обиколката на овие две фигури. За да ја пресметаме обиколката на квадратот, треба 4 пати да ја помножиме страната А, односно 4 по А. Дотека за да ја пресметаме обиколката на триаголникот, треба да пресметаме 3 по А, бидејќи триаголникот има 3 страни и А ја имаме 3 пати. Што ако би можеле да ја отвориме затворената искршена линија со која што е ограничен квадратот или триаголникот и при тоа нејзините одсечки да ги поставиме на една права. Тоа би изгледало вака. Тогаш на една права би ги поставиле 4 одсечки од кои што е изградена затворената искршена линија на квадратот или на една права би ги поставиле 3 одсечки од кои што е изграден триаголникот. Тогаш, за да ја измериме обиколката, едноставно ќе треба само да ја измериме должината на правата линија од нејзиниот почеток до нејзиниот крај. Но што ако како податок ни е дадена само должината на оваа одсечка, иако знаеме дека обиколката е еднаква на 24 центиметри? Како ќе ја пронајдеме страната А кај квадратот? Многу едноставно. За да ја најдеме должината на страната А, треба периметарот да го поделиме на 4 еднакви делови, односно онолку страни колку што има квадратот. Така ќе ја добиеме страната на квадратот. Односно, ако знаеме дека L е еднакво на 24 cm и го поделиме на 4, тогаш А ќе биде еднаква на 6 cm. Истото ќе го направиме и за триаголникот, меѓутоа тука правата ќе ја поделиме на 3 еднакви делови, бидејќи триаголникот има 3 страни. И ако знаеме дека L е еднакво на 24 cm, за да најдеме колку е должината на страната А, всушност ние ќе го поделиме периметарот L на 3 страни, бидејќи толку има страни триаголникот, и заменуваме дека L е еднакво на 24 cm делено на 3, страната на триаголникот е еднаква на 8 cm. И уште да се навратиме на множењето и делењето како две операции кои се обратни една на друга, односно ако L е еднакво на 4 по А, тогаш А ќе биде еднакво на L делено на 4 или 4 ќе биде еднакво на L делено на А.
За триаголникот ќе биде, ако L е еднакво на 3 по A, тогаш A ќе биде еднакво на L делено на 3, или 3 ќе биде еднакво на L делено на A. Да не заборавиме дека станува збор за рамностран триаголник. А сега, обидете се да го примените она што го научивте од нашата презентација. Решите ги задачите во работниот лист што е зададен на страницата од нашата училница. Ви покануваме да направите фотографии или свое видео за пресметувањето на страната на една рамнинска фигура по ваш избор и сте да ни ги испратите за да ги објавиме на страницата на нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.